Почитувани, власта на Заев со своето неспособно и неодговорно владење успеа да го покачи јавниот долг за 1 милијарда евра во рок од само 3 месеци, односно од 5,5 милијарди евра на крајот на првиот квартал на неверојатни 6,5 милијарди евра на крајот на вториот квартал во 2020 година. Така јавниот долг достигна од приближно 50% до 59,5% од бруто домашниот производ. Ова е најголем скок на јавниот долг во само еден квартал во историјата на Македонија. Како да не е тоа доволно, па денес најавуваат и ново задолжување од 38 милиона евра. Патем оваа милијарда евра, никој не знае за што се потроши друго, освен за ефтин популизам кој скапо ќе се плаќа. Имено, реализацијата на капиталните инвестиции во првата половина на годината изнесува само 22,51%, односно нема реализирано ниту четвртина од планираното. Тоа значи дека немало изградба ниту на училишта, ниту на градинки, ниту пак на патишта. А сепак државата позајмила 1 милијарда евра. Дополнително, состојбата и во стопанството е исклучително лоша. Имаме пад на индустриското производство од 30% во мај и 15% во јуни. А исто така има и 4,4% помалку вработени во индустрискиот сектор. Некаде околу 30,000 граѓани немаа земено априлска плата, а илјадници останаа без работа. Од тука се поставува прашањето: каде завршија овие 1 милијарда евра нов долг? Да биде уште полошо, и покриот ваков галопирачки раст на задолжувањето за само 3 месеци, експертите прогнозираат дека од есен се очекува државата да нема доволно пари да ги сервисира основните обврски и ќе треба повторно да се задолжуваме. Затоа владата на Заев посегна по поскапување на струјата од 7,5% во време кога сите земји цената на енергенсите или ги задржа или пак ги намали. Оваа власт сака својот гол популизам со ваучери од 100 евра и погрешните и задоцнати мерки сега да ги наплати со повисоки давачки за граѓаните. Заради нивните погрешни политики, граѓаните се задолжени со нови 2000 евра по семејство, а истовремено ќе плаќаат и поскапа струја. Најлошо е што власта нема план и состојбите можат уште повеќе да се влошуваат. Токму затоа потребни се цврсти и стабилни чекори за поддршка на стопанството и граѓаните. Затоа што само така државата и економијата ќе можат да излезат од овој ќорсокак и да се придвижат напред. Потребна е итна стратегија за обнова на државата. Дали имате прашања во однос на оваа тема? Ви благодарам.